Од утре Македонија под вршник влегува во портокалова фаза. Високите температури до 40 степен и УВ индекс 9 ќе се задржат до крајот на неделата. Министерството за здравство согласно акцијскиот план за превенирање на последиците од топлотни бранови препорачува од работни обврски да бидат ослободени бремените жени, како и хронично болните лица на возраст над 60 години. А треба да се избегнува, особено децата и постарите, над 55, над 60 години, да не излегуваат на сонце. Значи, полека храна да се јаде, повеќе овоштие, зеленчук, да не биде толку тешка и да не биде толку мрсна. На работодавачите им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, но и да се воведат микропаузи. Би препорачала за работодавачите. Во вакви услови, негде не може да се постигне таа оптимална температура, микропаузите доаѓаат многу добро за секој работник. По 5 минути, 10 минути на еден час микропаузи се викаат од по 5 минути, да се освежи работникот, да прими течност, да прими... Едноставно ќе овозможи поефективна работа. Поздрав работник ќе имаме, поголема продуктивност ќе имаме. Значи, микропаузите не се за џабе, него тие се со цел за да имаме подобра продуктивност, а работникот да ни се осеќа подобро. Поради високите температури кои се најавуваат за следните денови, се напоменува дека е потребен повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната. Треба да се води сметка за рокот на употреба, лесно расипливите продукти да се купуваат во објекти со разладени уреди. На бактериите најмногу опасна зона е од 4 степени до 60 степени. Над 60 степени веќе бактериите умираат. Значи, фрижидерот од 4 до 8 степени е само за одржување. Месото, значи најмногу живото месо, ден, два и се спрема. Значи, треба термички да се обработи, да се сготви. Кога ќе се олади, повеќе од саат и пол надвор не смее да стои приготвено јадење. Никако. Густи сокови без разлика какви и да се, и густите сокови треба да стојат во фрижидер. Млекото, бидејќи млекото е протеин, сите протеини треба да бидат во фрижидер. Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата, односно детските градинки, да не ги изнесуваат децата на отворено и да не се практикуваат физички активности во истиот период.